многу е важно дека со публикацијата се даваат и согледувања кои што се однесуваат и на поединечните земји, бидејќи за да се спротивставиме на проблематичните ефекти од дезинформациите кои што потекнуваат од странски штетни влијанија, мора да се има предвид и локалните услови, како и начините кои што се ефективни можеби во една средина, а во друга средина не се. Така, например, во нашата земја имаме ситуација во која што главните типови на дезинформации, како и секаде, беа поврзани со руската агресија врз Украина, при што имаше низа обиди преку овие наративи да се намали поддршката која што земјата ја дава за одбрана на Украина или да се намали поддршката за европските напори кои што се одразуваат и преку санкции и други мерки, а на кои што нашата земја се придружи. Друг тип на дезинформации кои што кај нас беа доминантни и се, да речеме, дезинформациите поврзани со здравството, како со вакцините и ковид, а кои што она што може да се согледа е дека беа ширени и од странските центри, но и од локални центри кои што или се директно поврзани со нив, или работат кон иста цел, да се подрие демократијата, да се подрие целиот демократски систем и да се наруши довербата на граѓаните во институциите, а понекогаш со локални политички цели, а понекогаш и како дел од некоја посеопфатна геополитичка агенда за промоција на авторитарни и диктаторски режими. Во оваа ситуација, во нашата земја, например, имаме влијание од други странски извори, но не секогаш тие се одразуваат преку ширење на дезинформации. Понекогаш се работи за така наречена мека моќ, како промоција на економските предности на Кина или пак промоција на нивниот комунистички систем како поефективен, но исто така забележуваме дека дел од тие странски влијанија се препоклопуваат или се надополнуваат. Така, например, имавме поддршка за одредени руски наративи во врска со Украина и од кинески фактори во земјата.